Високите температури ја зголемија потрошувачката на вода во Кучанско-Виничкиот регион. Иако од комуналните предпријатија велат дека место за паника нема и се уште не најавуваат рестрикција на водата, сепак информираат дека последниве неколку дена вентилите се на максимум, а водоводните мрежи значително преоптеретени. За сега кочанчани се на врвот во потрошувачка низ истокот, трошат дури 260 литри во секунда. Тоа значи дека водоводната мрежа се користи максимално, при што во просек секој жител троши по 450 литри дневно. Граѓаните потврдуваат дека целосно ги користат услугите од градскиот водовод, а проблем им се јавува само во вечерните часови, и тоа со слабиот притисок на водата поради преоптеретеност на водоводната мрежа. Имате ли проблеми со рестрикција на вода? Не, добро е. Сега во летниот период имате... Добро е, да. Ниско сме, до базен и добро ни е. Добра, Од водовод, да. Чиста ли е? Да, чиста е. Чиста и ладна вода. Барем кај нас. Па кај нас во Чифлик нема водовод преку хидрофори, така. Имате ли проблеми со водата? Имаме проблеми, тоа многу големи проблеми имаме. Водата не е уопште добра за пиење и Ситуацијата во Виница е малку пооблажена. Во просек еден виничанец троши по 90 литри вода во секунда. Во овој период значително се зголеми потрошувачката на вода во нашиот водоводен систем. Водите имаше вртничи дожд, потрошувачката беше нормална и околу се движеше околу просекот од 50 на литри во секунда, меѓутоа сега поради големите горештини во попладневните часови имаме појава во 80 па и дури до 90 литри во секунда да ни се троши вода. Тоа е кога луѓето ќе се вратат од работа, редовните домашни активности кои ги изведуваат. За таа цел, бидејќи нивото на река Градишка, од каде што земаме вода за филтер станицата е намалено поради горештините, ние ги вклучивме резервните бунари кои што се наоѓаат едни од во близина на цело регион, едни од во реката Осоница близу до Костаджискиот мост. Така да во овие моменти имаме доволни количини на вода, иако потрошувачката ни е значително зголемена, сепак ќе стигнеме со ќе имаме доволни количини да ги служиме граѓаните. Освен денешниот прекин на водоснабдувањето, се надевам во други денови нема да имаме проблеми, поголеми проблеми околу водоснабдувањето, само кога ќе се работи на останатите шахти од проектот, кога ќе се менуваат останатите вентили, тогаш ќе има помал дел од градот ќе има прекин во водоснабдувањето, додека останатите наши корисници ќе немаат проблем со водоснабдувањето. Проблемите со водата вообичаено настапуваат во август и септември и со оглед на тоа што прогнозите најавуваат нови горештини, надлежните апелираат на граѓанска свест во рационално трошење